Бектеши ќе купува струја од Бугарија, ама само ако цената е до 200 евра за мегават час. Откако пред нецел месец премиерот Ковачевски и министерот за економија помпезно се пофалија дека Бугарија ќе го спасува македонското стопанство и остануваше да се договорат само технички процедури, сега министерот за економија призна дека не му одговара цената што ја нуди Софија, па немало да троши пари на граѓаните за да се плати повисока цена. Тој денеска заедно со Пендаровски среде Софија ја молеа фон дер Лајен да ни помогне бугарските власти да прифатат да ни дадат струја по цена што нас ни одговара. Ако Бугарија не прифати да ни продаде струја по фиксна цена, ќе сме се снајделе со домашни капацитети. А како кога немаме доволно? Јас нема да прифатам да плаќаме базна енергија за наредните 7 месеци по цена кои се моментални во берзите. Заради тоа што јас разговарам и тоа е значи ставот на нашата влада со нивната страна за фиксна цена која ќе биде до крајот на април. И не фиксна цена само во пикови. Фиксна цена 24 часа за секој час до крајот на април. Ова е нашата понуда, ако е прифатлива за бугарската страна, ние сме окей. Ако не, продолжуваме со нашите домашни капацитети. Никому не му е јасно како преку домашните капацитети со оглед на фактот дека Македонија во нормални услови увезува 30% електрична енергија за да го задоволи пазарот. Експертската јавност со месеци наназад алармира дека е потребно зголемување на домашното производство, зашто поинаку во текот на зимата можно е да се соочиме со недостаток на струја. Бизнисите пак упорно бараат мерки и олеснување на процедурите за фотоволтаици. Добија олеснета процедура, но предоцна. Касно се носат сите мерки, наместо да се постават и да се олесни процедурата за фотонапонските централи, поставување на тие системи многу порано, во јуни или во мај, ние сега ја даваме, кога веќе сонцето и го нема реално. Кога најмногу требаше кога најмногу го има, ние не го искористивме. Сега ќе чекаме, нема скапе газ, скапа е нафтата или слично. Ако председателот на Македонија, Стево Пендаровски, знаел дека ќе има конфликт во Украина, зошто не се потпиша договори, зошто не се преговараше со компании по тие цени однапред, за да не дојдеме во ситуација сега да плаќаме баснословно. Додека ја условуваме Бугарија, владата бара струја на сите страни. Нашите власти пробаа да најдат и во Турција, но и овие преговори пропаѓаат бидејќи на Бектеши никој не му гарантирал дека компаниите ќе сакаат да ја купат по цена од 250 евра за мегават час како што нуди Турција, па товарот ќе падне целосно на државата. Владата понуда однесе и во Србија која предвидува размена на газ за електрична енергија. Српските власти уште не дале одговор. Повеќе од јасно е и дека струјата за домакинствата ќе поскапи од јануари, ама Бектеши пак смирува со чудни планови. Вели ако му успеело тоа што го зацртал, за да се задоволат потребите на ЕСМ, струјата немало да поскапи.